Следниот викенд ќе започне новата сезона во ракометната Суперлига во машка конкуренција со надпреварите од првото коло. Екипите влегуваат во финишот на подготовките и веќе анализите и стратегиите се прават за надпреварот од првото коло, а со тоа сезоната да започне според посекуваното. Првото коло ни го носи дербито меѓу освојувачот на купот, екипата на Алкалуит и вице-шампион Вардар, кој се игра во автокоманда. Во рамки на првото коло Бутел на домашен терен ќе игра против Куманово, во меч каде домашниот тим ќе има улогата на фаворит, а неизвестен меч се очекува меѓу Прилеп и Пролет во градот под Марковите кули. Прилепчине ќе сакаат место во плеофот, а во таа борба влегува и Пролет. Радош по една сезона се врати во Суперлигата, откако лани заврши на второто место во првата лига и преку бараж обезбеди експресно враќање во друштвото на најдобрите во македонскиот ракомет. Радовишине сезоната ја отвара на домашен терен против апсолутниот фаворит Охрид. Гладиаторите доаѓаат по цел плен. Струга на домашен терен ќе го пречека Новоилијата Бесинов од Велес, екипа која за прв пат во својата историја ќе игра во Суперлигата на Македонија, меч кој е важен и за двете екипи. Стружени сезоната сака да ја започне со триумф против екипата на Бесинов, која во новата сезона влегува со цел да биде стабилен суперлигаш, а со тоа да се надградува за високи цели. Одбраната на шампионската титула Еуроформ Пелистер ја започнува против Тиквеш во Кавадарци, во меч каде битолчине ќе сакаат триумф против екипа која во последните неколку години вложува сериозни финанси и сака да се наметне сериозно со цел да може да конкурира и да се бори за излез и место во Европа. Во новата сезона ќе се надпреваруваат 12 екипи наместо 16 како лани, откако Ракометната федерација на Македонија се одлучи за драстично кратење на лигата.